Денеска со почеток во 18 часот во организација на граѓанската опција за Македонија ќе се организираме собир на граѓаните во одбрана на македонските институции. Ние сметаме дека секој треба да работи согласно уставот и законите и согласно собствените убедувања. Никој нема право да врши притисок на институциите и замислете каква е таа ситуација во која некој му забранува на Уставниот суд да донесе одлука, односно да си ја работи својата работа. Од она што можеме досега да го видиме, има голем интерес на граѓани од Република Македонија, од цела Република Македонија за вечерасниот собир. Јас ги повикувам граѓаните да собирот биде мирен, достоинствен, да ги одбраниме македонските институции, да не дозволиме врз нив да се врши притисок, затоа што ако нема институции, нема држава, затоа што сите оние што се обидува да ни ги урнат институциите, да гурнат водството во Република Македонија, сака да не постои Република Македонија. Гледам дека граѓани се собираат уште од што се вика од пладне, очигледно дека граѓаните сакаат да ги одбранат институциите и навистина се наоѓаме во една шизофрена ситуација каде што министерот за внатрешни работи на Република Македонија, кој што граѓанската опција за Македонија не го признава и тој вечерва ќе протестира. Јас само сакам да поставам прашање: што ќе прават полицајците кога нивниот министер за внатрешни работи ќе тргне кон ова институција, односно највисоката институција во Република Македонија, Уставниот суд? Тоа значи дека граѓаните мора да бидат подготвени со жив штит да си ги бранат состојните институции ако сакат собствената држава, без разлика дали некој во моментот обавува функција министер или било што. Напротив, јас сметам дека оние што се наоѓаат на највисоки државни функции треба да создаваат ред и поредок и да допринесат за смирување на тензиите во Република Македонија и на надминување на оваа политичка криза во која се наоѓа нашата држава. Дали имате прашања? Осуденици и осумничени за изборни криминали, педофилија и силување. Да се разбереме, ние не знаеме Уставниот суд каква одлука ќе донесе. Тоа е негова работа и никој нема право да му спори на Уставниот суд да носи одлука. Каква ќе донесе одлука Уставниот суд, тоа е негова работа. Ние политичарите не може да се мешаме и на судиите какви одлуки ќе донесат. Тоа е исто како да застанеме и да протестираме пред Социјалдемократскиот сојуз да не донесе одлука за да не оди на избори. Значи секоја институција која што е легитимна во Република Македонија има право да носи своји одлуки и навистина тоа е недозволиво да некој попречува институција во носење на своја одлука. Ние не знаеме и не можеме да преюдицираме каква одлука ќе донесе Уставниот суд. А имате ли вие став за тоа воопшто? Дали треба да се дозволи помилување на лице осуденици за избори? Нашиот став е дека сите граѓани во Република Македонија мора да бидат еднакви пред уставот и пред законите без разлика за кого се работи. Што мислите за тоа што оваа иницијатива е експресно се носи со експресна брзина, со оглед на тоа што за други иницијативи се чека по 6 месеци па и по година дена? Значи Уставниот суд веројатно согласно својот протокол одлучува за кои предмети кога ќе решава и во таа работа ние нити можеме да ги коментираме одлуките на Уставниот суд. Јас само сакам да ве потсетам дека судот во Струмица донесе пресуда против нашиот претседател на општинската организација во која што тој го прашуваше Зоран Заев дали е тој човекот кој што го има на видеоснимките како бара мито и таа пресуда изнесува 300.000 денари дека нашиот претседател треба да му плати на Зоран Заев. Ние не отидовме пред судот во Струмица да протестираме, ниту да гаѓаме со јајца или било што. Значи ќе ја бараме правдата на повисоките судски инстанции во Република Македонија. Ако не ја добиеме, ќе се помириме со одлуката што ќе донесе судот и према тоа секој мора да ги почитува судските одлуки во Република Македонија. Не, овој протест го организира граѓанската опција за Македонија, поточно градската организација на граѓанската опција за Македонија, а ги повикуваме сите слободолюбиви граѓани на Република Македонија кои што ја сакаат Република Македонија, кои што ја почитуваат нејзината државност, кои што се за зачувување на уставниот поредок на Република Македонија вечерва да ни се приклучат. Дали има друг? Да, повелете. Не, јас повикувам овој собир да биде мирен и достоинствен. Значи да биде мирен и достоинствен. Јас сум длабоко убеден дека тие граѓани што рекле дека ќе го запалат Уставниот суд не мислат така и дека тоа го зборуваат во афект. И дека напротив, министерот за внатрешни работи треба да се позабави со тие што претат дека некои институции ќе дигаат во воздух, ќе палат или ќе фрлат судии преку прозор.